Добре дојдовте во дневникот на Телевизија Плюс. Да ги видиме кратките најави, останете со нас. Пожарникарите од Старо Нагоричане со нова опрема. Градскиот базен ќе добие топлински пумпи и фотоволтаици. Рециталот за Блаже Конески, пуштени во Москва. Нова противпожарна опрема добија пожарникарите од Старо Нагоричане. Повеќе детали од прилогот што следува. Заштитни оддела за шумски пожари, чизми, летна опрема, прскалки, ракавици, противпожарни црева и моторна пила добија пожарникарите од општина Старо Нагоричане. Надлежните се надеваат дека значително ќе се подобри работењето. Ова опрема е од огромно значење за територијална противпожарна единица Старо Нагоричане, бидејќи ние како нова единица во да кажеме на територија на Старо Нагоричане и низ Македонија, располагаме со помал број на опрема, располагаме со 10 пожарникари, имаме 2 противпожарни возила, ги гледате, едното е Мерцедес, другото е там, така да успеваме да покриеме да го покриеме целиот дел на територијата. Секако ќе нагласам дека имаме, доколку се јави потреба, имаме подршка од територијалната противпожарна единица Куманово и соседната Ранковци. Сето тоа е од, да кажеме, од огромно значење за жителите на општина Старо Нагоричане и бидејќи изминатите години имаме поголем број на интервенции, пожари, за разлика од минатата година, каде што таа бројка малку повеќе се намали и можеме да кажеме дека помалку имавме работа. Минатата во однос на претходните години беше релативно стабилна, со помал број на пожари, во однос на годината кога имаше шумски пожари во поголем обем. Според податоците на пожарникарите, во 2022 година имало 48 интервенции. На отворен простор се случиле 35 пожари на шума, стрништа, депонии, шути отпад, 6 интервенции на објекти и помошни објекти, 4 интервенции од елементарни непогоди, пред се од удар на гром и противпожарната единица интервенирала и на 3 сообраќајни незгоди. Релативно стабилна, имаме интервенции, но не се, да кажеме, од големи размери или некои што предизвикале некоја посериозна материјална штета. Па мислам дека веќе е крената свеста кај граѓаните, бидејќи од предланските, како што беше во Кокино, големите шумски пожари, мислам дека народот малку повеќе има разбирање за тие работи, да не се пали на отворен простор претежно во летните периоди и да се внимава кога се оди на излет или кога се прави скари и така натаму. Покрај опрема во рамки на проектот, набавка на опрема и изработка на техничка документација за потребите на општина Старо Нагоричане, набавени се и садови за смет. Проектот, нагласуваат од општината, е потпишан помеѓу Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа и општина Старо Нагоричане. Во рамките на проектот набавени се и доставени 30 метални контейнери за комунален отпад, како и 100 канти за отпад за потребите на општина Старо Нагоричане. МВР информира дека на 26 март годинава во 15 часот во полициска станица Киселавода 38 годишен скопјанец пријавил дека околу 14 часот на игралиште во основното училиште на подрачјето на Киселавода неговиот малолетен син по претходно недоразбирање со друг малолетник бил физички нападнат од 58 годишната Р.И. од Куманово. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. Министерот Оливер Спасовски, гостувајќи во утринската програма на македонската телевизија на прашање до каде е истрагата за лажните пријави за бомби во училиштата и други институции, истакна дека последната кривична пријава во врска со овие лажни пријави е поднесена на 22 март против еден малолетник, како и тоа дека практично е навлезено во една група лица кои што учествувале во испраќањето на лажните пријави. Преку обсежните истраги што ги спроведовме, лоциравме кластер на лица кои учествувале во тие лажни дојави. Веќе се повикуваат на разговори во полициски станици, одземени се нивните телефони и продолжуваме кон обезбедување на сите докази, рече Спасовски.
Општина Куманово ќе инвестира 10 милиони денари за топлински пумпи и фотоволтаици за комплексот базени, соопштија денеска од јавното претпријатие Куманово паркинг. Пумпите драстично ја намалуваат потрошувачката на електрична енергија, смета менаџерскиот тим на претпријатието кое стопанисува со градскиот базен. Општина Куманово ќе инвестира во поставување на топлински пумпи и фотоволтаици на градскиот базен, соопштија надлежните од јавното претпријатие Куманово паркинг, кое што менаџира со комплексот базени. За двата проекта одвоени се вкупно 10 милиони денари од општинскиот буџет. По реализацијата на проектите се очекува значително намалување на сметките за потрошена електрична енергија заради сопствено производство на струја. Директорот на претпријатието Сашо Петрушевски посочува дека најголем дел од средствата кои и претходно општината ги одвојувала за базенот, биле наменети за трошоците за одржување, пред се за електрична енергија, газ и други потреби за одржување на базенот. Неверојатно е распишан, бидејќи општина ги распишува тендерите, 5 милиони денари за топлотни пумпи, кои ја намалуваат потрошувачката на електрична енергија и во тој дел до 50 до 60% ја зголемуваат ефикасност. Со тоа што веќе во вакви поголеми базени во низ Македонија, а и ширум Европа, се инсталирани и дава добри резултати во таа насока. Исто така, тоа е еден дел од намалување на трошоците, односно зафат со кој ќе се намалат трошоците на базенот. Вториот е изградба на фотоволтаици. Значи, исто така 5 милиони денари се одделени и за тој тендер, каде што општина ќе го распише или веќе го распишала тендерот. И според некои мои сознанија и показатели, мислам дека во наредниот период од месец и пол би можеле да ги завршиме тие работи со тоа што добиваме. Ќе имаме собствено производство на електрична енергија, ќе имаме заштита на истата електрична енергија со топлотни пумпи и мислам дека во наредниот период оние акутни проблеми за неработење на базенот кој беше заради еднормно зголемените цени и неисплативоста и заради сите други ефикасности во работење на базенот, во топлина на вода, топлина на воздухот и сите пропратни работи, одржување на машини каде што исто така барат електрична енергија. Значи, тие такви проблеми ќе ги сведеме на оптимален минимум и со тоа ќе им овозможиме на граѓаните на град Куманово кои се занимаваат со овој спорт и на децата од средните и основните училишта. Од февруар, како го преземавме базенот, проекција на основни и средни училишта е некаде околу 2200 за еден месец. Ово го зборувам од 1 февруар до 1 март. Се надевам дека во мартовскиот месец, односно во овој месец е зголемена бројката. Петрушевски најави дека и отворениот базен се подготвува за летната сезона, која што вообичаено почнува по завршување на учебната година. Во тек се постапки за набавка на материјали за санација и во април ќе следуваат предвидените помали интервенции на базенот. Претходната година, по неколкукратното зголемување на цените на енергенсите, газ и електрична енергија, базенот во зимскиот период не работеше поради неисплатливост. На пресконференција пред залата, министерот за економија Крешник Бектеши денеска најави дека од 1 јули ќе се врати ефтината дневна тарифа на струјата, бидејќи веќе од мај па до октомври државата ќе има вишок на производство на електрична енергија. Бектеши кажа дека за ова преговара со регулаторната комисија за енергетика. Ефтината дневна тарифа беше укината на 1 јануари 2022 година. Рециталот посветен на македонскиот великан Блаже Конески, изработен од група уметници од Куманово, премиерно е прикажан во библиотеката во Москва. Станува збор за проектот кој се изработи по повод 100 годишнината од раѓањето на Конески. Драмско-музички перформанс македонскиот стожер Блаже Конески, посветен на 100 годишнината од неговото раѓање кој го изработија група уметници, е емитуван во библиотека во Москва. Премиерата на ова дело се случи пред речиси 2 години во Занајчискиот дом во Куманово. Настанот го организираше Сдруженијето Биди своја, а сценариото е на Оливера Трајковска. Премиерно е даден во библиотеката во Москва. Тоа не е баш радува што е една од убавите вести што ја добивме пред некој месец. Овој проект всушност потекнува од
еден проект на Сдруженијето Биди своја, кој што се вика Пишувам кирилица, зборувам македонски, чија цел е да се афирмира нашиот јазик, нашата литература, култура. Всушност, самиот проект е идеја на Оливера Трајковска. Пораката би била да ги чуваме вредностите на македонската литература, на македонската книжевност и да ги читаме нашите автори, бидејќи таму е содржана целата историја на Македонија и целото наше културно богатство, а исто така музиката ни е многу исто богата. Голема ризница на дела имаме кои што мислам дека уште повеќе би имале значење доколку тоа би се вреднувало преку вакви проекти или преку некој друг вид на проекти кои што се од национален интерес за нашава земја. Во проектот, кој представува спој на рецитал и пијано придружба на делот најафирмираните песни на Конески, учествуваа актерите Цветанка Велјковска, Никица Јанковски и Мики Јаневски. Музиката ја изработи младиот джез музичар Јован Цветковиќ. За мене тоа значи голема одговорност и воедно и самиот проект, изработката, беше всушност еден вид на труд кој што го вложивме цела година за да се тоа изреализира. Многу ни беше драго што исто така мора да спомнеме дека Дуке Бојаджиев и Синтезис, две ни позајмија нивни композиции. Во оваа прилика сакам баш да ги поздравам и да им искажам голема благодарност бидејќи несебично ни дадоа таква можност да интерпретираме нивни композиции, а другите 8, всушност 10 песни се, 8 песни се моје дело, мои композиции и мелодии, кои што заедно го формуваат целиот проект. Во делото учествуваа и вокалните исполнувачи Мима Младеновска и Анастасија Спасевска. Во учебната 2022-2023 година забележано е намалување на бројот на ученици во редовните основни и средни училишта во однос на претходната учебна година, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Бројот на ученици во основните училишта изнесува 185.099, што е намалување за 0,8%. Во средните училишта регистрирани се 69.227 ученици, што представува намалување за 2,5% во однос на претходната учебна година. И Куманово не е одминато од трендот на иселување од државата, што може да се види од бројот на запишани ученици. Во учебната 2020-2021 година во средните училишта во градот имало 4508 ученици. Годинава таа бројка изнесува 4126. Слична е состојбата и во кумановските основни училишта. Минатата учебна година биле запишани 1208 ученици, а оваа запишани се 1070 ученици. До 2026 година во 5 општини меѓу нив и Куманово ќе се реализираат проекти за справување со загадувањето на воздухот и подобрување на условите за граѓаните. Двата проекти се дел од програмската рамка за соработка меѓу Шведската агенција за меѓународна развојна соработка и програмата за развој на Обединетите нации. Во следните 3 години ќе се реализира проектот Справување со загадувањето на воздухот, чие што цел е да ги поддржи локалните власти во градовите кои имаат сериозни проблеми со загадувањето на воздухот: Кавадарци, Гостивар, Куманово, Струмица и Струга, при откривање и мерење на изворите на загадување на воздухот, идентификување, развој и спроведување соодветни мерки за решавање на проблемите, јакнење на капацитетите на партнерските организации, како и подигање на јавната свест. Исто така во овој период ќе се реализира и проектот Градење на општинските капацитети за спроведување на проекти. Двата проекта се дел од програмската рамка за соработка меѓу Шведската агенција за меѓународна развојна соработка и програмата за развој на Обединетите нации. Проектот Градење на општинските капацитети за спроведување на проекти ќе придонесе да се адресираат дел од најитните предизвици со кои се соочуваат локалните самоуправи во напорите да ги подобрат условите за живот на граѓаните. И двата проекта ќе се реализираат од
декември 2022 до април 2026 година. Министерот за локална самоуправа Ристо Пенов денеска на конференција информираше дека вкупната вредност на проектот градење на општинските капацитети за имплементација на проекти е 2,6 милиони долари, од кои 1,8 милиони долари се обезбедени од страна на Шведската меѓународна агенција за развојна соработка, 500.000 долари од страна на Бирото за регионален развој, а кофинансирање од околу 240.000 долари се очекува да биде обезбедено од страна на општините. За техничкиот фонд за изработка на проектна документација се наменети 1,5 милиони долари. Првиот повик за општините и за центрите за развој се очекува веќе во април. Важно е проектите да ги следат глобалните развојни трендови и да се вклопат во глобалната агенда за одржлив, зелен и инклузивен развој, за да бидат препознаени и високо рангирани од финансиските институции. Поддршката ја имаат. Се надевам дека општините паметно ќе ја искористат, за да може процесот да се затвори до крај, до целосна реализација на проектите кои што ќе бидат понудени од нивна страна, рече Пенов. Директорот на Бирото за регионален развој Рамис Реджепи напомена дека Бирото ќе стои на располагање на сите општини за овој проект да биде целосно успешен и да биде реализиран навреме. Бирото за регионален развој сега им помага на општините за аплицирање за конкурирање за консултации. Ние како Биро за регионален развој детектиравме дека на општините им недостасуваат големи проекти на кои би можеле да аплицираат, додаде Реджепи на конференцијата. Министерот за економија Крешник Бектеши тврди дека техничките и комерцијалните загуби на електродистрибутивната мрежа може да се намалат преку редовно одржување на мрежата и поттикнување на граѓаните легално да се приклучат на истата. Бектеши открива дека загубите од 15% паѓаат на товар на домаќинствата и ги зголемуваат сметките за струја. Овој проблем не е етнички или регионален, постои на државно ниво. Не се случува само во Арачиново, туку и во одредени региони во Куманово, Прилеп, Источна Македонија, насекаде. Секој треба да придонесува да се реши овој проблем, вели Бектеши. Во петок или недела ќе се знае кои видови овошје и зеленчук ќе бидат со замрзнати цени, најави министерот за економија Крешник Бектеши. Според Бектеши, најверојатно повеќе од 5-6 производи ќе бидат со замрзнати цени, но одлуката, како што рече вчера министерот, ќе зависи од тоа колкава е разликата во делот на маржите, за да може и увозните производи, главно овошни, да имаат замрзнати цени. Во продолжение на дневникот следуваат и вестите од Македонија. На предлог на Министерството за економија, владата на денешната седница ќе донесе одлука со која се утврдуваат највисоки цени на трговија на мало на хигиенски производи. Согласно одлуката се утврдуваат највисоки цени на тоалетна хартија, влажни марамчиња, пелени за деца и возрастни и хигиенски влошки, кои се применувале на 20 март во трговијата на мало, кои цени се намалуваат за 13%. Оваа одлука стапува на сила по објавување во службен весник, а ќе се применува од 1 април до 31 мај 2023 година. Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита утре во 5 до 12 ќе протестира пред Министерството за здравство. Незадоволството на медицинските лица е поради тоа што не е потпишан анекс за да се измени колективниот договор за здравствена дејност и не им се покачени платите. Бараат потпишување на анексот за измени на колективниот договор за здравствената дејност, кој ќе утврди покачување на платите на сите вработени во дејноста. Нема да пропадне државата ако ги вметнеме бугарите во уставот, посочи председателот Стево Пендаровски, коментирајќи како власта планира да стигне до двотретинско мнозинство во собранието. Тој додаде дека не е загрозена македонската сувереност, ниту европскиот пат ако се направи овој чекор. Пендаровски посочи: единствениот пат до двотретинско мнозинство е да разговарате со опозицијата, пратениците, политичарите од опозицијата. Не би сакал да видам каков било друг пристап во обезбедување на тие 2/3. Оние што мислат дека преговарачката рамка не е добра и дека кога тие би биле во позиција да преговараат би направиле подобра преговарачка рамка, не знаат како функционираат механизмите во Европската Унија.
Нема да има шанса наново да се преговара работа што е договорена со 27 земји членки на Европската Унија. Во неа стои обврската, промена на уставот и додавање на бугарите внатре. Ако влеземе со намера да се разбереме, аргументите се на страната кои веруваат дека самата содржина на внесување на бугарите во уставот е бенигна. Не ги загрозува македонската сувереност и независност, ниту европскиот пат, рече Пендаровски. Тој смета дека и да повика на лидерска средба за уставните измени, опозицијата нема да се вклучи. Ако опозицијата реши да не учествува во работната група која допрва ќе биде формирана, ниту во комисијата за уставни прашања во собранието, какви што досега се нивните јавни изјави, јасно е дека и јас да се понудам да ја организирам таа дебата, тие нема повторно да учествуваат. Мислам дека грешат. Ги повикувам да се вклучат на експертско и политичко ниво и да ги кажат своите аргументи. Мислам дека таа дебата треба да биде пренесувана во живо за јавноста. Кога ќе ги соочите аргументите, предпоставувам дека и тие ги имаат, ќе видиме дека сме ги направиле тие работи пред 22 години. Ние имаме етаблирани стандарди за делови од народите. Бугарското малцинство е со 3500 во Македонија. Сигурно нема да пропадне државата, додаде Пендаровски. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на земјава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 170 возачи. Од нив 6 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното, а 2 возила се движеле со над 70 км на час, повеќе од пропишаната брзина. При тоа 102 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 68 надвор од населено место. Времето денеска во Куманово беше сончево со максимална дневна температура која изнесуваше 11 степени и минимална утринска која беше 1 степен под нулата. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со температура која ќе се движи во интервал од 2 до 17 степени Целзиусови. Ви благодарам што и денеска бевте со нас. Имајте пријатна вечер со нашата програма.